Добро вечер, Битола. Онаа што не собра е политичката партија која го узурпира името на некогашното славно ВМРО ДПМН. Онаа што не собра е политиката која ни загрижува, која дефинитивно Македонија ја води во еден тотално погрешен правец, во повеќе насоки. Во битките и периодот кој доаѓа пред нас, ќе имаме многу простор да зборуваме. Денеска ќе се задржам само на тие три главни поенти, кои во овој момент нас не собира и не прави една целина, затоа што сметаме дека само на овој начин можеме да ја помогнеме на Македонија и Македонија да ја тргнеме да се движи во друг правец. Прво, демократијата во Македонија. Затоа и го избравме името на оваа коалиција за демократска Македонија. Затоа што сите ние собрани во нашата коалиција сме согласни дека демократијата во Република Македонија е страшно загрозена. Македонија во овој момент се движи на тенката линија меѓу демократија и тоталитарна држава. Пред 20 години и покрај тоа што многу заборавиле денеска од позицијата на власта, тргнав во една битка да го рушам комунистичкиот систем на Југославија. Малку бевме во таа битка на почетокот. И кога падна таа комунистичка Југославија, верувавме дека една за секојаш демократијата е освоена во Македонија. Денес, после 20 години, ние доаѓаме на истата точка каде што велиме дека, за жал, како ништо да не сме научили во овие 20 години, како да не сме биле во еден тоталитарен систем, како да не знаеме како изгледа демократијата, и денеска доаѓаме пред истите ситуации. Темите кои се пред нас се препознатливи. Политички затвореници за кои се зборуваше доста вечерва. Комплетен информативен мрак. Дајте да ја погледнеме денеска македонскиот простор во Република Македонија. Затворени опозицијски медиуми, канали, национални канали кои едноставно стануваат пропагандистички, само пропагандистичка машинерија во рацете на владачката партија. Да ги погледнеме трите главни национални програми: СИТЕЛ, Канал 5 или Македонската телевизија. Тоа е една од причините зашто се собравме заедно. Затоа што овие 4 политички партии се партии каде што на овие национални канали ниту се пренесуваат пресконференции, ниту не повикуваат како гости, ниту бараат од нас изјави за тековни настани. Значи, како дисиденти од пред некој комунистички свет се собираме за да бидеме посилни, за да го отвориме медиумскиот простор во Република Македонија.